Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине министер, во секоја парламентарна демократија расправата за буџетот знае да биде прилично примамлива, да одземе доста време и да биде доста квалитетна. Без сомнение, расправата за буџетот во Република Македонија е најважното прашање што може да се случи за следната година, имајќи во предвид проекциите кои што вие ги давате. Тоа е така и заради тоа што се почнува и се завршува од буџетот и од парите на граѓаните. Во овие дозволени 5 работни дена дебата за буџетот сакам да истакнам дека пред да ја почна мојата елаборација за буџетот, дека заради недемократскиот деловник донесен без опозиција немав можност да ги бранам моите амандмани на Комисијата за финансирање и буџет кои што се однесуваа за Кавадарци и Росоман. И тоа беа амандмани со кои што барав пренамена на средства од одредени буџетски позиции во други буџетски позиции, пред се во интерес на патиштата и инфраструктурата, бидејќи тоа го сметав за дополнителна можна пропулзија и во локалното живење, но и во локалната патна инфраструктура. Ја, за разлика од колешката Пемова, не можам да споделам восхит за состојбите во здравството. Моето право го задржувам да ги искажам моите видувања за здравството, тоа што ќе дојде точката на дневен ред. За буџетот исто така не можам да искажам восхит, туку напротив, искажувам сериозна загриженост за предложениот буџет, бидејќи тој на долг рок е неодржлив и секако е строго формиран за предизборни цели. Кога дискутираме за трошењето на буџетот, за трошењето на народните пари, кога дискутираме за прибирањето на народните пари, ние таа дебата не смееме да ја водиме само од аспект на таксативно искажани бројки. Сакам да потенцирам дека никој до сега во дебатата не кажа дали бројките искажани за буџетот имат некаква реална основа. Оние кои што ме разбираат, претпоставувам дека претпоставуваат на што мислам, а тоа е она прашање кое што сметам дека е најважно за еден буџет кој што до сега и не се отвори. Дали владата планира, господине министер, во догледно време да ја одговори на македонската јавност, дали планираме во следниот период да имаме спроведување на попис? Бидејќи пописот како прашање воопшто не беше отворено како тема на дневен ред и сметам дека граѓаните тоа го заслужуваат. Во една друга расправа, за една друга точка на дневен ред, кажав дека расправата за буџетот апсолутно е поврзана со можноста од имање на реален попис. За жал, во светски рамки Македонија е комплетно избрукана, заради тоа што заедно со Сомалија сме единствените две држави кои што немаат спроведено попис. Тоа може да е од две причини. Првата причина може да е заради тоа што имаме неспособна партиска администрација, која што не може да спроведе попис, а другата варијанта е да се плашиме од евентуалните резултати кои што би произлегле од пописот, кои што целосно ќе ја демистифицираат економската политика која што во овие 10 години се води во Република Македонија. И имаме тотален молк за ова прашање. Ниту некој од власта го спомнува, ниту пак некој од пратениците на ВМРО-ДПМН ова го потенцира. Дали бројките кои што ги искажуваме за пописот, за буџетот, имаат реална, теоретска и практична оправданост, може да видиме само преку реален попис. Затоа и мислам дека реална дебата за тоа не може да постои, бидејќи не постојат и институции кои што можат да дадат одговор за тоа колку, зошто и на кој начин се трошат народните пари, парите на граѓаните. Почитувани граѓани, единствена разлика на овој предложен буџет со предложените буџети во претходните години е со тоа што овој буџет е најголем. Се друго е идентично. И тоа се гледа и од самата композиција на буџетот. Мене ми е жал што ниту еднаш актуелната влада не предложи реален и издржан буџет. Буџет кој што ќе може генерално да биде остварен на крајот. Генерално, македонската економија се соочува со огромна невработеност, посебно изразена кај младите. Македонската економија се соочува со зголемен дефицит, со зголемен дефицит во трговскиот и платниот биланс, зголемен буџетски дефицит, зголемено финансирање на дефицитите со задолжување на домашниот и на странскиот пазар. Јасно видлив нееднаков третман на домашните инвеститори и на странските компании и тотално нефункционални заеми кои што не придонесуваат за развој, туку придонесуваат единствено за пополнување на дупките кои што се создадени во
буџетот на Република Македонија. Овие констатации дополнително се обременети и со влошувањето и со начинот на кој што се води фискалната политика. Тука пред се мислам на фискалната дисциплина, но најмногу мислам и на она што е уште една сериозна критика кон владата на Република Македонија, а тоа е нетранспарентното трошење на буџетските пари. Само да подсетам дека за овие состојби пристигна и потврда од индексот за отворен буџет, според кој Република Македонија, замислете, ја рангираат, ја ставаат во мртва трка со Зимбабве, како држави преку кои што дефинитивно владата не обезбедува транспарентно трошење на буџетот. Ако од една страна заради пописот не третираат блиски со Сомалија, од друга страна со Зимбабве не поистоветуваат заради немањето на транспарентен буџет. И ова се податоци кои што се факти. Ова не е гола опозицијска реторика. Ова се факти кои што ниту една ново отворена чешма следниот период нема да може да ги демонтира. Таргетите на буџетскиот дефицит упорно растат, а во исто време приходите во буџетот континуирано потфрлаат поради отсуство на среднорочни буџетски проекции, а и оние кои што ги има дефинитивно се нереални. Дополнително, само 10% од предложениот буџет има намена за инвестиции. Владата е голем должник и на приватните домашни компании, а со тоа директно негативно влијае на ликвидноста на тие домашни компании. И покрај неодамнешното донесување на Законот за финансиска дисциплина. Во Македонија долго време, почитувани граѓани, се говори за расипничкото задолжување и неодговорно задолжување кое што го прават двоецот Груевски-Ставревски. Се разбира задолжување кое што на крајот се аминувани и се со благослов од парламентарното мнозинство. Ако се има предвид заемите, ако се има предвид намената на овие заеми, ќе се види дека крајната цел не е да се овозможи Македонија да напредне во економски смисол, туку единствената цел е тие да се задржат на власт, колку што е можно да купат ден повеќе и се разбира да овозможат богатење на поединци од врхушката на власта, колку што е можно повеќе. Само за подсетување, би сакал јавноста да ја подсетам дека минатата година, покрај другите кредитни линии кои што ги повлече владата, ја издадоа и најголемата до сега еврообврзница од 500 милиона евра. По тој повод министерот за финансии, видно расположен, и кажа на јавноста на пресконференција дека каматата за минатогодишната еврообврзница ќе изнесува само 3,9%. И тоа го третираше како голем успех во економската политика на владата. Но што се случи? Не кажа дека всушност вистината е сосема поинаква. Веднаш после повлекувањето на 500 милиони евра еврообврзница, заради на име премија на ризик, ни беа задржани 32 милиони евра, кои што се вкаматисуваат во конечниот 7-годишен период на доспевање на еврообврзницата. Тоа значи дека повлековме 500 милиони евра еврообврзница, а во исто време примивме 468 милиони евра пари со кои што можеме да располагаме. На тој начин, вкаматената премија, каматата која што беше реална, не беше 3,9%, туку цели 5,06%. Тоа значи дека на крајот, кога ќе доспее обврзницата, Република Македонија, освен главен долг од 500 милиони евра, основен долг, ќе треба да врати и долг од цели 172 милиони евра камата. Навистина преродбенички, државнички и во функција на конзервативната идеологија од демохристијанска провиненција. Но сето тоа, но ова не е се. Овие денови слушнавме и дека владата навистина веднаш после официализирањето на буџетот апсолутно посакува и ќе реализира нова еврообврзница од 500 милиони евра. Пред да почне расправата во ова собрание, собранието веќе аминуваше нови дополнителни заеми од 200 милиони евра. Бидејќи одлучиле новата еврообврзница да биде 10 годишна, тоа значи дека на име на ефективна камата Република Македонија, граѓаните на Република Македонија ќе треба да платат цели 250 милиони евра. Или со други зборови, заедно со главниот долг, од новата камата граѓаните ќе треба да вратат цели 750 милиони евра. Според тоа,
двете обврзници, минатогодишната и предстојната, заедно генерираат вкупен долг од 1 милиарда евра, со кое што владата ги задолжи граѓаните само последната година. Плюс каматите доаѓаме до фрапантна сума од 1,5 милиарда евра долг со кое што оваа влада ги почасти македонските граѓани. Навистина преродбенички, државнички и во функција на конзервативната идеологија од демохристијанска провиненција. Да имаше барем малку владата сенс економски, со сите овие задолжувања, можеше да направи изградба на производни капацитети, пред се во енергетиката, и наместо на хартија, државата ќе имаше шанса и голема придобивка од ХЕЦ Чебрен и од ХЕЦ Галиште. Колеги партеници, загрижувачки е тоа што и владата, но и парламентарното мнозинство никого не слуша. Релевантни меѓународни организации, како што е ММФ, Светска банка, како што е извештајот на Европската комисија, укажуваат на потребата од темелна реконструкција, темелна корекција на економските политики во македонската економија. Последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд е прилично брутален во оваа смисла. Тој вели дека просторот на фискалната политика, создаден пред финансиската криза, тоест до 2006 година, е целосно исцрпен. Благодарение на политиката до 2006 година, Македонија влезе во глобална финансиска криза со еден од најниските јавни долгови. Од 2008 година до 2015 година владата успеала да го удвои јавниот долг од 23,44% од бруто домашниот производ. Но владата, се разбира, не може да скрие, а тоа го потенцира и извештајот на ММФ, дека ако се вклучат и другите видови јавен долг, заедно со прикриените зголемувања, вкупниот долг ќе изнесува многу повеќе од 44%. Планираните фискални правила, кои што владата планира да почне да ги планираните фискални правила кои што треба да почнат од 1 јануари 2017 година се дефицит до 3% и задолжување не поголемо од 60%. Тоа се правила кои што воопшто не кореспондираат со политиките на сите земји во развој. Дефинитивно, сите земји од нашето обкружување усвоиле дека јавниот долг не треба да надминува 50% од БДП. Токму поради ова, Меѓународниот монетарен фонд во својот извештај препорачува дека јавниот долг не смее да биде поголем од 50% од БДП. Колеги пратеници, без промени во политиките, вкупниот дефицит ќе остане значително повисок од овие 3%. Растот на долгот на општата влада, тука мислам на централната власт, државните фондови и општините, без долговите на јавните предпријатија, ќе изнесува 44%, но ако се вкалкулира долгот, односно гарантираниот долг на јавните предпријатија, тој долг вкупен ќе достигне многу повеќе од 54%. Вака соопштеното ниво на јавен долг е формирано според нецелосната дефиниција за тоа што е јавен долг, што владата успеа да го вметне со последната измена на Законот за јавен долг. Тоа ќе значи вклучување и на другите компоненти на јавен долг, за на крајот реалниот долг да биде многу повисок. Во актуелните 44% треба да се има во предвид и сите овогодишни задолжувања, кои што дел поминаа во собранието, а дел треба да се официализираат после завршувањето на овој буџет. Тука пред се мислам на еврообврзницата од 500 милиона евра, за кои што и самата Светска банка кажа дека ќе дополнително ќе го оптовари буџетот и дефинитивно даде изјава дека таа ќе го зголеми долгот за цели 4%. На наведените бројки треба да се додадат и досега пристигнатите, а не наплатени долгови од владата кон приватниот сектор. Тука пред се спаѓа долгот кон јавното здравство, како и вистинскиот износ што го должат кон општините, пред се градот Скопје и сите останати општини. Овие бројки ги знаат само премиерот, министерот за финансии и градоначалниците. Треба да ги имаме во предвид и следните факти. Кога говориме за јавниот долг и долговите на јавните предпријатија, за кои владата не издала гаранција, односно како и долговите на сите акционерски друштва во кои владата е мнозински акционер. Сумирано, актуелната влада, која е причинител на најтешката политичка криза во Република Македонија, се устоличи и како најголем причинител и на задолжувањето на македонските граѓани. Заради краткорочните дневни политики и планови на владата
истата влада се впушти во душманско задолжување на сопствениот народ и на иднината на своите граѓани. Скенирањето на македонската економија покажува и дека композицијата на јавните расходи е тешко искривена и е во полза само на платите и на социјалните трансфери. 64% од трансферите се само за трансфери, а заедно со платите стигнуваме до бројка од фрапантни 80% само од расходи во овој буџет кој што владата го предлага. Тоа воопшто не одликува на една влада која што се фали дека носи многу инвестиции. Структурата на расходите, само за подсетување, е полоша и во споредба со земите, односно со економиите од соседството. Лошо стоиме во ефикасноста на собирањето на даноците, особено кај данокот на додадена вредност, кој што пак е 1/3 од вкупните даночни приходи. Овие факти целосно ја рушат сликата за тоа дека предложениот буџет е развоен и се доведува тука и прашањето за така наречениот квалитет на капитални инвестиции. Користам прилика, бидејќи сум пратеник од кавадарци, да укажам на континуираниот проблем кој го имаат земјоделците и лозарите од кавадарци. Господине министер, јас ве замолувам следниот период да сторите се едно што следат избори, да се ангажирате лозарите да ги добијат парите од оние винарски визби. Вие имате механизам тоа да го направите, а од друга страна ве замолувам сите неисплатени субвенции да ги исплатите до последниот земјоделец. Немојте да го чекате денот на избори. Мислам дека долги години парите кои што произлегуваат од фирмите во кавадарци, парите кои се создаваат од големите економски гиганти и се трансферираат во буџетот на Македонија, не создава таква клима за да државата пред се ресорното министерство направи поврат кој што ќе значи, например, економска консолидација на општината. Патната инфраструктура е комплетно запоставена. Влезовите и излезите на градот се вистински хорор. Спортот е комплетно маргинализиран, а во исто време неплатеното грозје и неисплатените субвенции се дополнителен товар за еден голем број кавадарчани кои што директно наоѓаат субвенција, директно наоѓаат екзистенција од овие пари. Скопје 2014 како проект, дискутиран во секоја дискусија, пред се заради потрошените пари на народот, за кавадарци и за лозарите нема никакво значење. Сите чуда на кои што бевме сведоци од овој скап и каприциозен проект немаат никаков ефект ниту врз буџетот, ниту врз локалната економија во кавадарци. Например, војнот на конј, војнот без конј, ограда на мост од 1.700.000 евра, 3 жални врби од 250.000 евра, бродови среде Вардар, плажи на Вардар, палми покрај Вардар, морски песок на Вардар, барокна фасада на Уставен суд, барокна фасада на Елем, барокна фасада на владата. Сето тоа е џабе и нема никаква реална вредност ако парите дадени во бронза и во камења не се реалоцираат на оние места во кавадарци за кои што има реална потреба. Субвенциите во земјоделството дефинитивно се уверивме служат само за корумпирање на земјоделците пред избори. Освен премиерот, заменик премиерот и директорот на платежната агенција, никој друг не знае кога, колку пари и на кого му се исплаќаат субвенции. До сега искуството покажува дека единствен запазен рок за исплаќање на субвенции е само месецот пред избори. И оваа година не беше запазен крајниот рок за исплаќањето на субвенциите. Да биде иронијата поголема, оваа година и покрај неисплатените пари за субвенциите и неисплатеното грозје за лозарите, никој од партиските здруженија не се осмели да протестира и да бара буџетот да биде на време донесен. Тој филм веројатно помина 2012 година и никој, дури ни власта, не сака да го повтори. Со Законот за земјоделство и за рурален развој, владата има можност за интервенционизам и решавање на проблемот на исплата на лозарите. Горлив проблем кој прераснува во голем проблем за кавадарци е и немањето на чист воздух и еколошката позиција на градот. Сведоци сме дека директно владата, преку Министерството, обзнани дека покрај Скопје и Тетово, Кавадарци е меѓу ретките градови со исклучително загаден воздух. Тешката индустрија и ситните партиски интереси не дозволуваат Кавадарци да дише чист воздух. Сосема на крај, колеги пратеници, како и да го фалите предлог буџетот, и самите знаете дека нема развој со споменици и со фонтани. Овој буџет сериозно ќе биде ревидиран
по 24 април, по превземањето на власта од страна на СДСМ и на коалицијата. Оваа власт ја претвори Македонија во финансиски зависник од кредити и позајмувања. Таа политика мора да запре, тоа ќе се случи, а трошењето на народните пари ќе биде исклучиво во интерес на граѓаните и на идните генерации. Сосема е јасно дека овој буџет за нас е неприфатлив и ние ќе гласаме против. Благодарам.